Чинот на признавањето на автокефалноста на Македонската православна црква од страна на Српската православна црква има долга историја и во неа активна улога имаат и двајца Штипјани, четвртиот македонски архиепископ Михаил со земско презиме Гогов и протоиерејот Ставрофор Методи Димков. Михаил заедно со протоиереите Методи Димков, Кирил Стојанов и Николо Апостолски го организираат одржувањето на првиот црковно народен собир во Скопје на почетокот од март 1945 година, на кој присуствувале 300 учесници, свештеници и мирски лица, на кој едногласно било донесена одлука за обновување на Охридската архиепископија. Михаил се залагал за самостојност на Македонската православна црква, па во 2 наврати одлежал над 6 години затвор. Бил осуден и затворен од тогашната власт заради идеите на национална, социјалистичка и духовна слобода на македонскиот народ. По 6 месеци бил ослободен, но за кратко. Во 1948 година повторно бил уапсен и осуден на 5,5 години затворска казна. И покрај сите притисоци и закани да се откаже од свештеничкото служење, Михаил останал цврст во своите ставови и продолжил да служи како свештеник во Скопје. Стои во неговата биографија. За целиот период на активности поврзани со црковна независност, секогаш се наоѓа името на протоиереј Ставрофор Методи Димков. Роден е во Штип на 21 јунари 1912 година и за целиот свој животен век до 1974 година неуморно претежно работи во Штип. Сите активности за стекнување на автокефалност ги спроведува низ свештеничкото здружение, каде бил член на највисоките форуми. На 62 години смртта го затекнува работно, а огромниот допринос е причина што ги заслужил на високите црковни признанија. Улогата на отец Методи Димков во оформувањето на Македонската православна црква е голема. Тој е секретар на иницијативниот одбор за организирање на Македонска православна црква и учествува во донесувањето на сите историски одлуки, преку кои се дојде до конечно оформување на автокефалноста на нашата црква. Истакна тогашниот македонски црковен поглавар. Со вчерашното признавање на македонската црковна автокефалност, безпоштедниот труд на овие двајца духовни водачи конечно се материализира и тој за секогаш останува во колективната меморија на сите.